изградени сите градови на нашата република. Дали сега ќе се откажеме? Нема назад. Враќање нема. Се додека не ја вратиме правдата. Се додека не ја зграчиме слободата. Оние што себе се нарекуваат патриоти не обвинуваат дека ние сме хулигани. Дека сме го уништувале тоа што било изградено. Едно да им биде јасно. Сето ова што го гледате наоколу, сето тоа е наше. Изградено е со наши пари. Потрошија 700 милиони евра наши пари. И тоа овде наоколу, на неколку стотини метри. А дали не прашаат дали и како да ги трошат нашите пари? Не прашаат. Ги потрошија за шминки, за фасади и за луксус. А цела Македонија тоне во кал, во немаштија, во безнадежност. Тие не почитуваат ниту закон, ниту устав, ниту народ. Ја окупираа државата и ни ја киднапираа републиката. Токму тие се вистинските насилници и хулигани. Затоа ние сами ќе одлучуваме што со тоа и како понатаму. Ние само го појасуваме тоа што е наше и што е изградено со нашите пари. Го појасуваме нашиот дел. Сушност и државата и републиката се наши. И ние ќе ги обориме во боите на слободата и повторно ќе ги вратиме во наше владење. Во владење на народот. Драги слободци, избори ќе има, затоа што тоа го сака и го бара народот веќе подолго време. Народот сака да избере, но народот сака и да казни. Слободно, достоинствено, исправено, гордо, без уцени, без закани, без приступи, без измами, без крадење на народната волја. Избори ќе има кога за тоа ќе се створат услови. Тогаш кога институциите и народот ќе се ослободат од јаремот на партијата. Ете тогаш народот ќе го каже своето, да и ќе го земе својот данок. Другарки и другари, горд сум што сум дел од вас сите овие 40 дена. А посебно ми е чест што денес овде можам и да се обратам пред вас. Овде и сега ние пишуваме историјата. Сите ние овде поставуваме еден нов камен темелник на нашата татковина. Камен темелник кој ќе биде наша гордост. Гордост и на генерациите кои ќе следат по нас. Секој ден ние ги поставуваме темелите на една нова и посилна Македонија. Просперитетна Македонија. Македонија која ќе сакаат и ќе почитуваат сите. Македонија која ќе си ги чува своите деца и ќе обезбеди леп за сите. Македонија дел од современата европска цивилизација. Другарки и другари, веќе година дена некои самонаречени патриоти, гдомци, пробуваат да одбранат Македонија. Дали е потребна одбрана на Македонија? Потребна е. Прво е потребно да ја ослободиме Македонија, а потоа и да ја одбраниме од таквите како нив. Потребна е одбрана на Македонија од простатилокот, од лицемерието, од злобата, од себичноста и од арамилокот. Ова никогаш не смее да се повтори.
Пред 1,5 година ми се наполни срцето кога ги видов студентите на улица. Тие ми ја вратија надежда дека имаме шанса, дека нашата борба има шанса. Затоа што таму каде што се младите, таму е вистината. Сега, шарената револуција е моторот на промените кои што мора да се случат. Толку сме различни, а толку единствени и решени да се ја вратиме републиката и да изградиме едно ново, поубаво општество. Општество на вистинските вредности. Општество на правдата, еднаквоста и достоинството. Да сте живи и здрави, заедно до слободата!